Добре дојдовте на денешната јавна дебата, која што има за цел да помогне во расветлувањето на бројните дилеми и прашања кои што се појавија во јавноста и кои што предизвика голема загриженост и кај граѓаните и кај нивните здруженија. Јас, како што и кажав, не можам како градоначалник индиферентно да ги следам овие процеси што се одвиваат во јавноста и затоа сме тука денеска. Сакам да потенцирам дека Македонски енергетски ресурси изработи предлог на нова траса која во дел од 4 км ќе ја помести линијата на гасоводните цевки, според која значително се намалува уништувањето на високолестата шума. Со новиот предлог, тоа подетално ќе го објасни директорот на Македонски енергетски ресурси, од планираната сеча од 3000 кубни метри шума, со новиот план се намалува на околу 1400 метри кубни кои би требало да бидат исечени за изградбата. Пред се сметам дека Министерството за транспорт и врски во самото наследување на проектот требало да направи ревизија на истиот, затоа што најдовме многу недоследности во рамките на добивањето на документите. Ние како влада на Република Македонија со сите други затегнати институции донесовме нов закон за енергетика каде што е предвидено мер да биде во надлежност на Министерството за економија. А имајќи го во предвид дека сите значајни инфраструктурни енергетски проекти од европско значење, една од најважните е и газификацијата, ние како Министерство за економија сме повеќе од задоволни на начинот на кој ние заедно со локалната власт преку јавни дебати одлучуваме за иднината на овие важни проекти за Република Македонија. Кога се променил законот за заштита на природата, имал обврска некој за 6 години да достави предлог да направи валоризација или ревалоризација на водно, да го достави тоа до Министерството за животна средина, Министерството за животна средина да го прогласи или не за заштитено подрачје, но тоа во овај момент не е случајно. За жал, градот Скопје, водно, не е заштитено подрачје. За жал на сите нас. Да го напоменам само патот за Сончевград. Значи, тука има 50.000 метри квадратни само под пат, 20.000 метри квадратни кои што се однесуваат на изградбата на жичарницата. Кулата на градилиштето сега има околу 2000 до 2500 метри квадратни. Крстот милениумски на врвот на водно зафаќа во основа површина околу 300-350 метри квадратни. Тука доаѓаме до 24-тиот километар, кај што се работи во моментов, тука е пределот од 25 метри кај што почна, а понатака се продолжува по 10 метри. Ова е точно сликава што е веќе направено. 1 километар е веќе отворен на водно и гледате реално колку штета е направена на овој предел кој што се работеше сега. Тука на крајов, гледате, се спуштаме кон Шишево и тука во моментов се наоѓаат машините блокирани и повеќе не работат. Во името на градот Скопје ви благодарам на сите, јас остануваме отворени, знаете дека сме отворени, заедно сме веќе половина година во целата оваа работа, со цел да најдеме оптимално решение. Ви благодарам.